Минатата година Институтот за општествени и хуманистички науки и акција Здруженска во општина Струмица реализираа проект од областа на родовите прашања, во чии што активности беа вклучени вработени од општина Струмица и представници на Организација на жените. Во низата истражувања кои беа дел од активностите на проектот, беше утврдено дека и покрај демографскиот баланс во нашата општина на женски и машки жители, сепак постои значителен помал број на жените кои што учествуваат во креирањето на важните стратегии и политики на локално ниво, особено на жените од руралните подрачја. Во рамките на тој проект беше донесена и усвоена од страна на Советот на општината и програма од областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2014 година. Токму затоа, по повикот на општина Струмица за финансиска поддршка на здруженија и фондации, Организација на жени аплицираше со проектот активно вклучување на жените во процесите на носење одлуки. Благодарение на поддршката на општина Струмица, ние од неодамна започнавме со реализацијата на овој значаен проект. Затоа, бидејќи и Комисијата за еднакви можности при Советот на општина Струмица и координаторот за еднакви можности на општината се еднакво засегнати со решавање на овие прашања, ние денеска иницииравме средба со Комисијата за еднакви можности, како дел од активностите на проектот, со цел да ги запознаеме со активностите од истиот и да дадат свој придонес во реализација на идните активности. Како идни активности во текот на наредниот период ќе се реализираат средби со жени во 10 населени места, со цел да ги информираме за механизмите за нивно учество во креирање на значајни одлуки во општина Струмица, бидејќи и целта на проектот е да ги информираме и едуцираме жените за механизмите за нивното учество во процесите на носење одлуки. Во наредната фаза од проектот ќе бидат реализирани 10 работилници на кои што жените ќе можат да ги идентификуваат проблемите и приоритетите во нивните населени места, за на крај на 11-та работилница со консензус да одберат неколку приоритети кои што ќе бидат доставени до градоначалникот и Советот на општина Струмица со цел барем 3 од нив да станат дел од буџетот на општината за 2015 година. Во минатиот период исто така доставени се до сите институции во општина Струмица барања за слободен пристап до информациите, со цел да ја видиме родовата структура во институциите, бидејќи не располагаме со такви податоци, за да можеме да издадеме една публикација која што ќе им послужи на сите релевантни институции и организации во општина Струмица. Затоа уште еднаш сакам да ја назначам улогата и значајноста од соработката помеѓу сите субјекти кои што работиме на оваа проблематика, со цел сите заедно на крај да успееме жените да дадат свој придонес во креирањето на политиките на локално ниво и да станат подеднакво важни чинители, подеднакво исто како и мажите.